Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ 23 јули 2026 година. По завршената целосна реконструкција, денеска официјално беше пуштен во работа градскиот базен во Кавадарци. Од денеска кавадарчани и останатите граѓани имаат модерно место за разладување и рекреација. На свеченото пуштање присуствува премиерот Христијан Мицковски, министерот за спорт Борко Ристовски и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Денеска ми е особена чест и задоволство што после 40 години Кавадарци го добива најсовремениот базен, и не само базен, него комплетен рекреативен летен центар за општина Кавадарци и за целата Тиквешија. После 40 години изграден базен, успеавме комплетно да го реконструираме со инвестиција речиси од €1.000.000, поддршка од владата на Република Македонија, преку маđarскиот заем од господинот Христијан Мицковски, кој што е комплетен грант за општина Кавадарци. Тука морам да изразам една голема благодарност до премиерот, до сите чинители на владата за ваквата поддршка. Со овој базен не добиваме само летно катче, него добиваме можност да нашите мали сограѓани, возрастни луѓе, секојдневно во работно време од 10 до 23 часот по символична цена на карта се рекреираат и користат сите реквизити во делот на тобогани, во делот на детско катче, во делот на занимација и одмор и рекреација. Со тоа овозможуваме една здрава нација и овозможуваме како град да бидеме на повисоко ниво. Морам да споменам и да кажам дека со ова овозможуваме през 12 месеци од годината спортската школа која што имаме за пливање да има соодветни услови и можности за пливање. Покрај овој базен денеска што го пуштаме во употреба се гради и затворениот базен, така да Кавадарци ќе биде еден спортски град кај што ќе градиме ините пливачи или развивање на спорт во делот на вода. За Кавадарци е од големо значење целокупната инвестиција, целокупниот народ и ова токму е тоа што можеме цела Тиквешија да ја задржиме на нашата територија и викенди и попладневните часови да можат да рекреираат на овој градски центар при спортскиот центар Јасмин, јавно предпријатие при општина Кавадарци. Уште еднаш голема благодарност до премиерот, до владата за инвестициите од €1.000.000, која што и текако е значајна после 40 години да добиеме функционална целина и модерен отворен базен и не би бил скромен, би кажал дека еден од најубавите базени јавни на јавно предпријатие и на општина во Македонија и пошироко. Од владата преку ресорното министерство, Министерство за спорт, честитки до градоначалникот за уште еден успешно завршен проект. Ние како влада на чело со претседател на владата покажуваме дека ние сме тука да градиме историја и нема да дозволуваме сите овие објекти кои што со години беа запуштани, како во конкретниот случај базенов, нема да ги оставиме така, ќе инвестираме во се она што значи развој на спортот, меѓутоа и на рекреацијата, да возможиме да што можно повеќе дечиња, што можно повеќе возрастни луѓе се рекреираат, меѓутоа и да се занимаваат со здрав спортски живот, со тоа што ќе подобриме и наталитетот на самата држава. Уште еднаш би честитал на градоначалникот, би се заблагодарил на претседател на владата за се она што го прави за спортот и вложувањето во спортот кој што ги имаме во капиталните инвестиции на територија на цела Македонија. Ние како министерство покажуваме дека навистина сакаме да направиме нешто и да оставиме историја, тоа е да ваквите објекти, ваков тип на објекти нема да дозволиме да пропаѓаат и веќе од следната година имаме најави за многу повеќе проекти, многу повеќе реконструирани спортски сали, затворени базени, отворени базени, така да генерално ние сме фокусирани на развој на спортската инфраструктура, затоа што навистина е тоа многу важно во нашата агенда, така да уште еднаш честитки до градоначалникот за уште еден успешен завршен проект. Благодарам за претседател на владата за она што го прави во делот на спортот и сигурен сум дека во ќе се гледаме за уште повеќе објекти, уште поголеми објекти како овој. Благодарам. Повторно сме во Кавадарци, минатиот пат кога бев тука пред 10 дена почнувавме проект, сега пуштаме во употреба проект. Овој спортско-рекреативен центар мислам дека има регионално значење и е добар, да не речем одличен, од целосно запуштен објект кој што сведочеше на едно лошо време. Денеска гледаме како добива смисла и добива содржина и многу сум среќен што можам да видам како нашите најмлади дечињата уживаат во ова кое што за нив го правиме во суштина.
да се заблагодарам на градоначалникот, на пратениците кои што доаѓаат од овој регион, кои што се борат за проект повеќе, на советниците во Советот што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на администрацијата, се разбира, сите оние кои што се вклучени во овие проекти, на колегите од владата, министерот за спорт. Наистина, овој инвестициски бран има за цел да го видоизмени ликот, би рекол, на многу градови, многу населени места во државата и јас сум убеден дека кога сето ова ќе заврши, знаете, не се малце, повеќе од 1200 проекти се, ќе добиеме сосема поинаква Македонија, поразлична од онаа која што ја наследивме од претходната влада на СДСМ и ДУИ. Така што ние продолжуваме да работиме и продолжуваме да го исполнуваме ветеното, бидејќи тоа е нашата цел и тоа е нашата задача како политичари. Амбасадорката на Украина во Македонија Лариса Дир денеска му го врачи орденот за заслуги на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Со ова меѓународно признание тој беше одликуван лично од председателот на Украина Володомир Зеленски, како потврда за поддршката, хуманоста и градењето на пријателските односи. Почитуван господине градоначалник Митко Јанчев. Почитуван градоначалник на општина Кавадарци, господин Митко Јанчев. Почитувани вработените во општина, драги пријатели, драги деца. Денес сме се собрали за да му изразиме искрена благодарност на господин Митко Јанчев за неговата долгогодишна поддршка на Украина и украинскиот народ. Од првите денови на целосна руска војна, Кавадарци подаде рака на Украина. Тоа се испораката на генератор во Буча во нетешкиот зимскиот период, испраќањето десетици тони вода за пиење за погодените украинци во уништување на браната на Каховската хидроелектрана, како и организирање престој за украински деца во креативниот центар Михајлово. Сето тоа представува пример за вистинска човечност, солидарност, пријателство измеѓу нашите народи. Високо ценејќи го овој значаен личен придонес во развојот на украинско-македонска соработка, како и поддршка на Украина, председателот на Украина Володимир Зеленски во август 2025 година го одликува господин Митко Јанчев со државното одликување орден за заслуги од трет степен. За мене представува голема чест што денес му го врачуваме ова високо државно одликување на господин Митко Јанчев. Во име на Украина, на сите украинци и во своје лично име, искрено ви благодарам, почитуван господин Митко, за вашето големо срце, вашата човечност и вашата непроменлива поддршка. Се заблагодаруваме на Македонија, што од почетокот на сеопфатната војна во Украина, она не поддржа со авиони, со хеликоптери, со тенкови, со оружје и со 13 пакети на хуманитарната помош. Искрено благодариме. Але такої доброї серцем країни, де живуть прекрасні люди з прекрасною природою. Дозволите ми најнапред да изразам мојата искрена благодарност за честа што денес ми е укажена со доделување на орден за заслуги. Високо државно признание на Украина, доделено со указ на председателот Володимир Зеленски. Ово одликување го примам со длабока чест, но пред се како признание за вредности што ги споделуваме, солидарноста, хуманоста и меѓусебната поддршка во моменти кога тие се најпотребни. Од самиот почеток на војните случувања во Украина, нашиот град и нашите сограѓани покажаа дека хуманоста нема граници. Помошта што ја обезбедивме беше искрен израз на човечката одговорност и сочувствуваше кон градот на Украина. Денешното признание е потврда дека ваквите дела оставаат трајна вредност и придонесуваат за градење пријателства меѓу нашите народи. Орден за заслуги представува едно од највисоките државни признанија што Украина го доделува за значаен придонес за зајакнување на меѓудржавната соработка, поддршката на државните суверенитети и територијалниот интегритет на Украина. Добротворните активности и афирмацијата на украинската држава во светот, токму затоа што ова признание за мене представува голема чест, но и голема обврска. Ова одликување го доживувам како признание за целиот наш град, за моите соработници, за Советот на општина Кавадарци, за институциите
хуманитарните организации и за сите граѓани кои несебично се вклучија за помошта на украинскиот народ. Во оваа пригода би упатил посебна благодарност и до моето семејство, нивната љубов, разбирање и безрезервна поддршка што ми ја даваат за сила и мотив да истрајам во секојдневните призвици што ги носи јавната служба. Ова признание на еден начин му припаѓа и на нив, бидејќи секој успех е резултат и на жртвата, трпението и довербата на најблиските. Исто така искрена благодарност до председателот Володимир Зеленски за укажаната чест, како и до амбасадата на Украина за довербата и за континуираната соработка. Убеден сум дека пријателските односи меѓу нашите држави ќе продолжат да се развиваат на темелот на заемно почитување, солидарност и партнерство. На крајот, дозволите ми да кажам дека најголемите признанија не се оние што ги носиме наградите, туку оние што ги заслужуваме преку нашите дела. Нека овој орден биде символ за пријателство меѓу нашите народи и потсетник дека човечанството, солидарноста и мирот се вредности што не обединуваат и не прават посилни и најсилни. Обезбедено стабилно водоснабдување за село Сирково. Општина Росоман изгради 2 нови каптажи и го обнови стариот систем Браница. Со решавање на долгогодишниот проблем, Општина Росоман успеа да обезбеди дополнителни количини вода за село Сирково преку изградба на 2 нови каптажи и обнова на стариот систем Браница. Во изминатиот период интензивно се работеше на решавање на овој значаен проблем кој го засегаше второто по големина населено место во општина Росоман. Со реализација на овие активности, жителите ќе добијат посигурно и постабилно водоснабдување, а истовремено ќе се намалат и трошоците за функционирање на системот. Општина Росоман упатува искрена благодарност до работниците, до фирмата која беше вклучена во реализацијата на проектот, како и до местната заедница Сирково за нивната посветеност и соработка. Општина Росоман продолжува со конкретните проекти и инвестиции кои носат подобри услови за живот на сите нивни сограѓани. Се интензивираат градежните активности во место викано Бавчите во Росоман. Пробиено е 95% од предвидената траса, изведено е одводнувањето и премостувањето на подземните води. Во Росоман продолжуваат интензивните градежни активности на улиците 40, 41, 42 и 43. Во моментов се пробиени околу 95% од предвидената траса, а во следната фаза ќе започне поставувањето на атмосферската канализација. Комплетно е изведено одводнувањето и премостувањето на подземните води, со што се создадени услови за непречено продолжување на работите. Паралелно со градежните активности се спроведува и процесот на исплата на експроприраното земјиште, односно на предметите кои се целосно и правосилно завршени. Општина Росоман продолжува, согласно предвидената динамика, со реализација на проектот за целосно инфраструктурно уредување на овој дел од Росоман. Неготино донираше 22 тони вода за пиење за гостиварчани. Градоначалничката на Неготино Марија Нацева лично ја предаде донацијата и понуди и други видови на помош ако има потреба. Градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева, вчера беше во посета на општина Гостивар, каде што додели донација од 22 тона вода за пиење, односно 32 палети, се со цел олеснување на секојдневието на гостиварчани кои веќе извесен период се соочуваат со недостиг на чиста вода. Таа ја искажа подготвеноста на локалната самоуправа и за други видови на помош доколку има потреба. На средбата со Мартин Андоновски, советник во општина Гостивар, и со командирот на територијалната противпожарна единица Гостивар, Нацева разговараше за актуелните случувања на терен и им посака побрзо справување и решавање на проблемот.
Континуирано ги подобруваме состојбите во земјоделството, изјави денеска во Кавадарци премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарско прашање. Граѓаните кои што претрпеа штета од невремето кое што се случи, само можам да кажам дека општините и институциите под општините формираат комисии. Граѓаните кои што имаат штета треба да ја пријават таа штета кај комисиите. Тие ќе направат проценка и веднаш во комитетот за проценка на штети ќе ги достават до владата, а ние согласно закон и пракса ќе интервенираме и ќе ги обештетиме тие кои што ќе пријават штета. Така што еве апелирам до граѓаните да оние кои што имаат претрпена штета ги пријават тие штети, да излезе комисија, да ја констатира и да добиеме ние како влада повторно спецификација на тие штети за да можеме да ги обештетиме, се разбира. Јас ги слушам од опозицијата најчесто, посебно од коалицијата СДСМ, Демократска унија за интеграција и Левица. Овие претходниве беа во влада 7 години. Ќе ве потсетам како да заборавивме каква катаклизма се остави. Неисплатени плати во АД водостопанство, 3 плати не беа исплатени на работниците, сега тоа оди месец за месец. Со самото тоа и придонеси. Акумулациите беа претворени во мучуришта, буквално, вклучително и тука во Кавадарци, Тиквешкото езеро. Конкретно лозарите среќа беше да добијат вода за наводнување на посевите. Сега гледате со домакинско работење, тоа веќе не е проблем, тоа е, како да кажам, нормална работа, но кој ќе се спореди со состојбата тогаш беше проблем. Неколку плати неисплатени во национални шуми и долгови кон земјоделците по основ на директни плаќања од 2020-2021. Сега веќе ги завршуваме со ребалансот, ќе се доисплатат и за полјоделците и за млекарите од 2025. И веќе е почнат циклусот на пријавување за субвенции за директни плаќања во 2026 година. До сега се повеќе од 15 милиарди денари за 2 години исплатени директни субвенции кон земјоделците. Имаме зголемување на производството и намалување на дефицитот кога станува збор на увоз-извоз на земјоделски производи. Здравствениот систем е во колапс, државата не го штити здравието на граѓаните, обвини денеска лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ова што се случи во Гостивар само еден од показателите и најдраматичниот доказ за тоа колку системот е оштетен и лошо се менаџира од страна на оваа власт. Основната функција на здравствениот систем, а тоа е да го штити здравието на граѓаните, очигледно дека како функција е нарушена. Во однос на општите состојби. Недостаток на лекови, одлагање на тајминзи, временски периоди во кои што се прима соодветна терапија поради недостаток на лекови на повеќе клиники. Пациенти кои што со месеци чекаат да стигнат до хируршка интервенција поради тоа што нема капацитет, што од кадар, што од инфраструктурен капацитет, поради тоа што огромен број од операционите сали во повеќе клучни јавноздравствени институции не функционираат веќе подолго време. Има сериозни информации дека ниту во скоро време нема да профункционираат поради тоа што има сериозни недостатоци во градежните зафати кои што се правени во изминатиот период. Несоодветен кадар кој ги раководи највисоките јавноздравствени установи. Десетина од универзитетските клиники кои што едуцираат специјализанти, студенти и така натаму, не се водени од наставно научен кадар. Односно, се водени од лекари кои што не се наставници. Понатаму, опременоста, хигиената, недостигот на кадарот, долгата листа на чекање прави сериозни проблеми во целокупниот здравствен систем. И наместо ова власт да инвестира во работи кои што ќе го подобри квалитетот на здравствената услуга,
се што прават се сликаат со цел да постигнат само некаков PR ефект. При тоа, платите во здравството не се мрднати. Нема никакво зголемување. Да подсетам, во време на владата на СДСМ, само еднократно се зголеми основните плати за 40%. Вкупните примања за време на нашиот мандат надминаа 200% на лекарите специјалисти, посебно на универзитетските клиники. Што сега има? Со Фондот на здравствено осигурување раководи човек, чие што основно образование е тренер. И тука не е прашањето на формалната диплома, туку е прашање каков е капацитетот да се управува еден од најсложените и најчувствителни системи во државата. Фондот кој располага со милиарди денари, кој што треба да обезбеди стратегија за тоа какви лекови и терапија ќе се купува, какви здравствени услуги ќе се имплементираат и чиј квалитет треба да се надградува во јавноздравствените институции, сега тоа го води човек кој што очигледно нема знаење и искуство во областа на јавното здравство, ниту пак во економијата на здравството. Поставено лице без соодветна стручна подготовка. Тоа што се случи во Гостивар, реков само еден од показателите за тоа докаде е стигнат овој системски распад. Загадувањето на водата започнало уште на крајот на јуни. И внимавајте, никој не реагирал. Никој на ништо не укажал. Ги оставиле луѓето во Гостивар да пијат загадена вода. Институциите со недели молчале. При тоа, уште поскандалозно, не само што молчале и ја прогласиле водата за питка, дека можела да се пие. Па има ли крај на ова лудило? Кои се овие луѓе што ја вода државата? Знаат ли што прават? При тоа истрагата не е отворена врз основа на прија од Министерство за здравство, Центар за јавно здравје, Институт за јавно здравје, Агенција за храна и ветерина. Основното јавно обвинителство мора да отвори по допрен глас. И ова покажува дека контролните механизми во државата, во овој конкретен случај, во рамките на здравствениот систем, едноставно не функционираат. Здравјето на граѓаните е доведено во прашање. Обвинителот Савески ја користи тајноста на истрагата како изговор зошто информациите не се соопштувале навреме на јавност. И ова е опасна замена на тези, затоа што квалитетот на водата не е тајна во рамки на истрагата. Туку е факт и јавно здравствено значење има овој факт. Граѓаните мора едноставно да го знаат. За СДС, ДУИ и Таравари одговорност постои само кога не се работи за нивните кадри, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. СДС, ДУИ и Таравари повторно покажаа дека имаат двојни аршини. Кога нивниот градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани, вели дека не чувствува никаква одговорност за скандалот со водата, тие не кажуваат ниту еден збор. Истите тие, кои секој ден зборуваат за одговорност и бараат оставки, денес молчат и го штитат својот кандидат. Очигледно, за СДС, ДУИ и Таравари, принципите важат само кога треба да нападнат политички противник. Кога се работи за нивните функционери, тогаш нема ниту одговорност, ниту морал, ниту оставки. Граѓаните заслужуваат одговори, а не двојни стандарди. Зошто СДС, ДУИ и Таравари не бараат реакција од општината за скандалот? Зошто општината по 3 дена, од кога сите дознаа за скандалот, се јави со пресконференција? Зошто општинските служби немаат со прст мрднато? Затоа што се неспособни и мораше владата предводена од ВМРО ДПМН да ја земе работата во своји раце. На граѓаните им е јасно што може да се очекува кога СДС, ДУИ и Таравари се на власт. Спроведуваме реформи во администрација и континуирано зголемување на платите со цел создавање професионален, ефикасен и модерен јавен сектор во служба на граѓаните. Порака од денешната пресконференција на владеачката ВМРО ДПМН. Во изминатите 2 години, владата предводена од ВМРО ДПМН презеде конкретни чекори за реформа на јавната администрација.
со цел да создаде професионален, ефикасен и модерен јавен сектор кој ќе работи во интерес на граѓаните. Еден од најважните резултати е усвојувањето на трите системски закони, како што е Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Со нив се поставува нова законска рамка за поефикасно функционирање на администрацијата и се поставија стабилни темели на систем насочен кон создавање професионална, ефикасна и модерна јавна администрација, поблиска до граѓаните и подобро подготвена да одговори на нивните потреби. Паралелно со законските измени, посебно внимание беше посветено на подобрување на статусот на административните службеници. Во партнерство и диалог со синдикатите се постигна историски договор преку колективните договори со кој се обезбеди континуирано зголемување на платите на административците за 40% до 2028 година. Ова е јасен показател дека реформите не се само промени на хартија, туку се насочени и кон подобрување на условите за работа и мотивирање на административните службеници кои секојдневно работат во институциите. Определбата на владата, предводена од ВМРО-ДПМН, е јавната администрација да биде сервис на граѓаните, а не бирократска пречка. Затоа продолжуваме уште попосветено и со неуморна работа да спроведуваме реформи кои носат стабилен и функционален систем. Од спортот, утре започнува новата фудбалска сезона во Македонија. На отворањето на сезоната во Кавадарци, Тиквеш утре од 17 часот го пречекува Арсими. Само што завршија возбудувањата кои ни ги донесе светското првенство во фудбал. Викендов продолжуваат фудбалските возбудувања, но на домашна сцена. Во пресред на стартот на новата сезона во првата македонска фудбалска лига, дефинирани се термините и сатниците на надпреварите кои што се дел од првото коло. Првиот надпревар сезонава ќе се одигра веќе утре, петок, 24 јули, и тоа во Кавадарци, со почеток од 17 часот, а во него кавадаречкиот прволигаш, градскиот фудбалски клуб Тиквеш, борбата за бодови ќе ја стартува против екипата на Арсими од Чегране. Шампионот Вардар ќе ја стартува новата сезона на домашен терен во сабота на арената Тодор Проецки во дуелот со Брегалница, кој што е закажан за 17 часот. Во истиот термин во Струга 3 Млум, ќе го пречека Новаилијата во првата македонска фудбалска лига, тимот на Шкендија од Рачиново. Од друга страна пак, тимот на Шкендија од Тетово како домакин во првото коло во недела ќе го пречека тимот на Скопје, но на комплексот Петар Милошевски во Скопје. Овој дуел ќе се игра од 19 часот. Причината поради која тетовската Шкендија го игра овој домашен надпревар во Скопје е реконструкцијата на нивниот матичен стадион во Тетово. Дополнително, клубот од Тетово ги игра првите 4 домашни средби од новата сезона без присуство на публика поради суспензија од страна на дисциплинската комисија. Исто така во недела се игра мечот во Кратово помеѓу Силекс и Башкими од 17 часот. Во новата сезона во првата фудбалска лига наместо 12 ќе се надпреваруваат 10 екипи. Сезонова ќе се игра по двокружен систем, па така ривалите ќе се сретнат меѓу себе по 4 пати. Првиот дел на шампионатот ќе трае до почетокот на декември, а пролетниот дел ќе започне во февруари следната година.
Утре не очекува променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд, наместа и пообилни на 15 литри на метар квадратен. Локално ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерена наместа долж по вардарието, повремено засилен северен ветер над 50 км на час. Температурата ќе достигне до 27 степен. За време на викендот времето ќе биде стабилно, нови врнежи од дожд проследени со локална нестабилност ќе има во понеделник, а од вторник повторно ќе биде стабилно со пораст на температурите. Со временската прогноза завршуваме. Благодарам што бевте со нас. Имајте секое добро со нашата програма.